Добре дојдовте во За или против, јас сум Лјупчо Светановски. Имам чест денеска мој гостин да биде Маријан Ѓорчев, поранешен амбасадор, пратеник, министер, градоначалник. Добре дојдовте. Добре дојдов. Господине Ѓорчев, нов судски скандал ја тресеше денеска Македонија, тој како нормално не стана секој ден по нешто. Ако вчера на некого му намалија казна, па правеа нешто друго завчера, денеска им ја укинаа на уставобранителите од 27 април можноста да имаат ново повторено судење. Цела Македонија знае дека не се виновни, знаеме што се случуваше на тој 27 април, но еве, не им ја дадоа таа шанса. Како гледате на овој нов скандал, кој што е веќе нормално нешто за македонското судство, за жал? Па, еве, веќе измина 9 години од тој настан. Самата квалификација на делото и сето она што се случуваше околу сето тоа, начинот на кој што беа судени сите тие луѓе кои што беа квалификувани, тој настан беше квалификуван како тероризам. Со самото тоа, секој кој што е упатен во малку во општествените појави во Европа и во светот, во Соединетите американски држави, гледа како во Соединетите американски држави настаните околу Капитол Хил се разрешија и сите луѓе кои што беа наводно учесници во некаков терористички акт беа на некој начин или ослободени или амнестирани од страна на председателот на Соединетите американски држави. Така што кај нас логично е дека и со сите факти се гледа дека во Македонија немаше тероризам, дека тоа беше само еден вид на насилно упаѓање во парламентот и сосема поинаку ќе беше квалификацијата на делото, доколку така беше третирано, тие луѓе ќе беа ослободени уште пред 5-6 години и ќе беа сега дел од нашиот социјален и општествен живот. За жал, ние во Македонија сме се уште робови на некоја, би рекол, наметната психологија во разрешување на такви спорни ситуации. Несречна ситуација, многу луѓе ги дури и не се меѓу нас тука затоа што таму го премина, едноставно умреа во затворите и на некој начин тоа покажува дека не сме хумано општество, дека не водиме грижа за луѓето и тоа е најголемата трагедија. Значи, некогаш кога ќе се направи Уставниот суд, ако ништо друго можеше да има увид во тоа, во квалификацијата на делото и начинот да се возможи од делот на тоа што представува уставна можност и право на слобода, право на правда, да може да им се дозволи на луѓе да се повтори постапката и да докажат во таа повторна постапка дека тие одамна требаше да бидат дел од нашиот нормален општествен живот. Тие луѓе се мажи, тие на понудената амнестија што некој спомнуваше, рекоа не сакаме амнестија, сакаме повторено судење само за да докажеме дека сме невини, но не им го дозволија ниту тоа. Па ете, за тоа велам, значи ние се уште сме робови на некое ајде да кажам сега толкување на нештата. Да. Сите сме сведоци како беше организирано сето тоа. Никој не дискутира дека се уште го нема записникот од тоа како се донесе, да. Тогаш се конституираше собранието, како беше избран председателот на тоа собрание, како со колку мнозинство беше донесена новата, да рекам, новиот тој, како да кажам, шарено-револуционерски модел на управување со државата. И факт е дека од тогаш наваму, фактички, тој дефект кој што требаше на секој начин да биде исправен и со самата квалификација на тоа дело, кое што не постоеше таков вид, нема тоа дека постоел таков тероризам. И на таков начин требаше да им се даде шанса на тие луѓе во една нормална судска постапка, без притисок и од дома, и од надвор, морам да кажам, во таква ситуација, тие луѓе да добијат, да се задоволи правдата во насока на тоа што значи правилно квалификување на нивното кривично дело, ако постоело такво, и таква правилна квалификација која што има сосема друг третман и кажа веќе пред 5-6 години тие ќе беа дел од нашиот општествен живот во една нормална функција. Еден од најголемите виновници за она што се случи тогаш на 27 април, бидејќи сите се фатија за последицата, но не и за причината
за тоа што се случи, беше токму Зоран Заев. Искомбинирано беше со пеењето на химната, изборот на Талат Џафери, како што споменавте и вие, гласањето со две раце, да не речеме, нели, односно какво беше гласањето и сето тоа. Но еве, се случи тоа што се случи, а Заев се врати на 35 годишнината од основањето на неговата партија СДС. Сем ја викаат, јас ја викам СДС, зашто не го заслужуваат, мислам, тоа на М. Но, ете, се врати Заев конечно после долго време, се шегуваа дека е во Дубај, Кенија, но станало сега побезбедно да си во Македонија, зашто таму во хотелите од 5 звезди имало по 6 ракети околу нив, е шегата, па се вратил, но како и да е, се врати човекот на прослава, на Фајронд, него не слушаше Филипче, уште поперверзно дојде од промоција на еден филм за Преспанскиот договор, може да замислиме каков е филмот, нели, и сеќавањата наши на тоа какви се, но еве, СДСМ слави СДС 35 години. Вие сте жив сведок на тоа се што направија. Што имаат амбасадоре да слават? СДС за овие 35 години. Што направија 35 години па да слават? Еве, најдобро знаете вие, цело време сте, постојано сте во политиката овие години. Значи, многу луѓе во Македонија некако, барем ние кои што сме од почетокот на таа плурална демократска димензија на македонското општество, ги знаеме состојбите во Македонија. Сојузната демократски сили на Македонија го формира 6 личности, главни личности, и вреди да се споменат. Почнувајќи од Бранко Црвенковски, кој што стана и председател, Тито Петковски, Ацо Гештаковски, Сашко Насев, Никола Поповски и Ѓорѓи Спасов. Тие беа луѓе кои што од СКМ ПДП, Сојуз на комунистите на Македонија, партија за демократска преобразба, се решија дека ќе направат социјалдемократски сојуз на Македонија. За тоа дека социјалдемократскиот сојуз на Македонија денеска не наликува на ни малку на тоа што беше првичната идеја, вистинска социјалдемократија, борба за социјалните права на македонските работници, борба за тоа што представува една зрела европска социјалдемократија, говори тоа дека никој од овие 6 луѓе кои што јас ги споменав, кои што беа основачи на Социјалдемократскиот сојуз, денеска некои се за замрзнато членство, некои не сакаат повеќе да учествуваат во политиката, некои говорат со тага и еден вид копне за тоа што изгуби македонската социјалдемократија, а изгуби многу. Најнапред социјалдемократите го донесоа тој фамозен закон за приватизација, во кој што од 1240 предпријатија со 220.000 вработени, во најголем дел завршија со стечајна постапка и ликвидации, а во најголем дел пак 150.000 работници останаа на пазарот на трудот, без екзистенција, со трауми во семејствата, со травматизирани млади луѓе кои што и денеска ги носат тие последици, и тоа е најголемата катастрофа што се случи на Македонија, во насока дека тој закон за приватизација ја определи бруталноста на македонското капиталистичко општество, каде што едноставно не се создаде еден амбиент на една нормална демократска атмосфера, туку наеднаш настапи еден брутален капитал однос, македонски газди кои што без пари ги купи предпријатијата и на таков начин создадо еден амбиент на, би рекол, исчезна работничката класа. Социјалдемократите не може да ја бранат, не ја бранеа, не сакаа да ја бранат, односно социјалдемократијата ја замени својата улога и почна да го брани капитал односно да ги брани газдите и сите тие кои што беа на некој начин стопанственици кои што се стекнаа со капитални права во македонската економија, стана на некој начин водечки луѓе во социјалдемократијата. Потоа втора работа која што е многу гибелна за Македонија во тој дел е односот кон оно што се случуваше и клучно да речеме, кон оно што се случуваше во 2017-18 година во делот на оние штетни договори кои што несомнено никој не сака да ги толкува, да ги квалификува, но факт е дека и договорот од 1 август 2017 година со Република Бугарија, договор за пријателство, соработка и добрососедство, има толку многу штетни елементи, затоа што тогашната новоформирана влада на 31 мај 2017 година за само 2 месеца
успеа да го анулира сето она што го постигна, би рекол, целиот политички систем, македонскиот политички систем, сите политички партии од формирањето на Македонија, од независноста од 8 септември 1991 до 2017 година, Македонија имаше сигурно една голема архива како да се регулираат односите со нашите соседи, меѓу другото и со Република Бугарија. Наеднаш, во рок од 60 дена, без никакви консултации со поранешни министри за надворешни работи, со поранешни премиери, со поранешни председатели, амбасадори, кои што на некој начин биле повикани да учествуваат во тие процеси, се донесе се пристапи кон техничко завршување на прифаќање на сите оние спорни точки за кои што 7-8 години се преговараше претходно и во кои што точно беа набележани критичните точки на кои што Македонија треба да обрати внимание. Тоа се историјата, тоа е идентитетот, тоа е јазикот, тоа е културата, тоа се сите оние извештаи мерки, така наречени протоколи кои што ќе следат од таа меѓувладина комисија во членот 11. И тука фактички се донесе еден договор чии што штетни последици и кои што доведоа Република Македонија во слепа улица и сега за сега не се гледа излез од таа слепа улица. Значи тоа е толку штетно, тоа беше таква стапица за македонската држава од која што сигурно е дека се обидуваме со анаболици, со тоа што представува лечебни средства да спречиме гангрената, но факт е дека тоа е една стапица која што откинува голем дел од македонското државно тело и представува голем проблем за решавање на правилно чекорење и кон Европската унија, на правилно градење на демократско македонско општество. Да не говориме за начинот на кој што социјалдемократите успеа да го изгласат, да ги донесат уставните промени околу промената на името. Сите знаеме на кој начин. Не, сите знаеме, но никој не говори за тоа дека некој треба еднаш да ја отвори таа постапка, да се провери кои се тоа луѓе од обвинителство, кои се тие луѓе од судството, кои се тие луѓе од политиката, кои што ја злоупотребија по состојбата на 8 пратеника од тогашната опозиција и тие 8 пратеника најнаш беа ослободени од кривичните прогони, истраги, прогони и некои дури беа во постапка на притвор, беа пуштани и после нивното гласање сите тие беа на некој начин заштитени од она што представува правдата во Република Македонија и се изгласа, би рекол, и тука е клучниот момент, никогаш никој не потегна да се провери тоа кои се тие лица, како тоа е спроведено и тука, например, исто така еден уставен суд треба исто така да провери дали тоа што е донесено со промена на името без референдум, тоа е клучната работа. Уставниот суд отфрли таа иницијатива на тие што бара, луѓето што бара да се утврдат фактите, дали можете да смените име без волјата на народот, значи без референдум, не достасува околу 200.000 гласови да се граѓаните на Македонија јасно кажаа од бројот на запишани гласачи, значи некаде околу 1.750.000 имаше, потребни ви се најмалку 850.000, а на референдумот гласаа за околу 630.000. Значи не ви достасуваат 180.000 гласачи за да можете да имате право, уставно право да го промените името на државата. И без таков референдум, со насилни методи на притисок врз пратеници и нивната злоупотреба, одредени политичари, ги има со име и презиме, одредени обвинители, одредени судии, кои што на тој начин се повикани да штитат правдата, да ги штитат законите, да го штитат уставот во Република Македонија, го смени името на државата на нелегитимен начин и тоа ќе представува, уште еднаш пак ќе кажам, трајна одредница за сите проблеми што Македонија ќе ги има во идниот период, не само на меѓународен план, и со соседите и внатре во државата. Потоа следуваше францускиот предлог, потоа следуваше тоа е третата работа на меѓународен план, кој што исто така донесе огромна би рекол огромен
терет врз секоја една македонска влада, вклучително и актуелната влада, зашто треба да решавате нешто кое што апсолутно не смееше да биде прифатено. Затоа што за такви прашања, преговарачка рамка, чекорење кон регионални или глобални асоциации, вие мора да имате консензус во државата. Консензус во Бугарија, при донесувањето на договор или пристапување, секојаш сите партии се едногласи. Консензус во Грција, дали се неа демократија или пасок околу пристапувањето на Грција 1981 година во Делоровиот програм, беше јасно. Во Албанија сега и покрај сите, да речеме, конфликти кои што ги имат позицијата и опозицијата, за национални прашања, за сето што представува албански интерес, сите политички партии се обединети. Само кај нас во Македонија соцдемократите ценеа дека можат сами, без конструкција, дека таквиот француски предлог, фактички тоа не е француски предлог, тоа е предлог во кој што учествуваат и Бугарија, ама и нашето раководство. Тоа е консултирано. Тие можеа да кажат и председателот Пендаровски и тогашниот премиер, мислам Чином Ковачевски беше. И министрот за внешни работи Бујер Османи и сите тие кои што беа таму можеа да кажат дека ние не може да обезбедиме двотретинско мнозинство да се спроведе таа постапка во парламентот на Република Македонија и со самото тоа да имаат легитимен став дека без двотретинско мнозинство целата таа усвојувањето во парламентот, пазете, и без приложен, само се усвоја заклучоци, едностранно заклучоци, без приложен текстот на слепо беше. На слепо, без заклучоци, без текстот на преговарачката рамка, кај што у член 5 јасно се гледа билатерализацијата на нашето чекорење кон него, договорите со Грција и Бугарија, од тоа произлегуваат и мерки, извештаите, така наречените протоколи, 1 и 2 подпишани. Од тоа произлегува сите проблеми што ќе ги имаме ние во иднина на нашиот европски пат. И не само тоа, битното е дека на таков начин се покаже дека ние во Македонија, ако не сме единствени, а тоа го иницираше Социјалдемократскиот сојуз, не можеме да одиме понатаму и фактички тие ја поставија Македонија во една безизлезна ситуација. И сега бараат повторно, после народот покаже дека е разумен, дека ги цени постапките и на предходните парламентарни избори им покажа на некој начин што мисли за нивното однесување кон она што представува државни атрибути на Македонија и тие се сега на еден историски минимум од 90-та година од изборите во однос на број на пратеници и позиција на број на симпатизери и гласачи за нив. Но повторно и при таква ситуација тие го повторуваат папагалски, со папагалска фраза, францускиот предлог, она што тој, односно условот за Македонија да го смени уставот, не согледувајќи ја тежината на ситуацијата дека прифаќајќи ги преговорите во таква преговарачка рамка, ние веднаш во кластерот темели ќе дојдеме во член 23 слобода, право и правда со сите оние точки од протоколот 2 во кои што ние не ќе можеме да мрднеме ни 1 милиметар и дури тогаш ќе бидеме забетонирани во, би рекол, нашиот европски пат. Сега уште бараме решение, бара владата решение, се бара начин како да се најде модус од една таква тешка ситуација, да се извади максимално поволна состојба, но многу превземена е еден страшно голем терет, една страшно голема врска. Знаете, европска администрација е бавна, кај нив има потребата да се донесе нешто со консензус, е огромна работа. Гледате какво разногласие има сега во Европа при енергетска криза, па при мигрантски кризи, при воена криза, при биолошки кризи. Европската унија веќе не е толку компактна, не е толку обединета и секоја промена на било каква одлука бара огромни услови, бара време, бара можеби деценијски простор. И во тој контекст мислам дека таа одговорност е место да прифати Социјалдемократскиот сојуз и да каже ние тука погрешивме, не антиципиравме нужноста од вклучување на опозицијата во тој момент, не направивме 120 пратеника кои што едногласно ќе отфрлеат таа рамка и ќе кажа дека не смееме да прифатиме двојни аршини, двојни стандарди и билатерализација на процесот на проширување кој што ниту една држава пред нас, 28 беа,
минус Британија сега се 27, на такво нешто не биле условени или не биле на некој начин и оценувани. Четврта работа, што е многу битно, никој не ја гледа суштината на одбивањето на Франција, Холандија и Данска и на говорот на Макрон во октомври 2019, кога и покрај тоа што нас ни беше ветено, дека ако го смениме името, веднаш ќе почнеме преговори, и тоа ветено од сите водечки лидери на Европската Унија, од Јункер, председателот на Европската комисија, од сите луѓе, од Могерини, високиот комесар од Хан, комесарот за проширување, ни беше ветено од Меркел, германскиот канцелар, од Тереза Меј, британскиот, уште не беа излезени, не беше реализиран Брекситот, но ние не ја научивме пораката дека не смееме да бидеме лековерни, дека ветувањата уште тоа направете го, па веднаш ќе почнеме со преговори, така што тоа се стапките кои што покажуваат дека Социјалдемократскиот сојуз, тие може да си прославуваат тоа. Секоја социјалдемократска партија, тие се дел од социјалистичка интернационала, секоја чест, значи тоа е нешто што им припаѓа како идеолошка одредница во еден политички спектар. Доколку ја има. Меѓутоа факт е дека постигнатите резултати во тој дел не им дават за право да кажат дека постигнале нешто што би значило на некој начин градење на демократија, на државност, на зачувување на државничките атрибути на Република Македонија. Но никако да излезат амбасадори од таа матрица. Еве денеска истиот тој Филипче, кој што како што кажавте, треба да се извинат и да помогнат на Македонија да бидеме унисони, да настапиме заеднички, би било многу поинаква сликата, нели? Вака Бугарија ликува, секогаш има петоколонаж во македонските редови и таа секогаш ќе каже, па еве, опозицијата македонска веде дека тоа не е проблем. Тој денеска повтор најшто кажа дека не било ништо страшно да ги внесат бугарите и секогаш ги додаваат и хрватите. Не баре хрватите се некаков проблем, ама ја филува така демагошки приказката, но кажа и нешто друго кое што постојано го потенцира и кое што исто многу низок удар, ја кодашат македонската влада дека создавала вештачки непријатели и отварала непотребни проблеми со соседите. Не баре ние сме виновни, а зборуваме за кукавиче јајце кое што е оставено од никој друг, токму од неговата СДС и тие го направија тоа. Сега, тие што го оставија тоа јајце, сега се оние кои што велат, ете, оваа влада е проблем, не го прифаќа она што не смее да се прифати. Многу демагогија во целата приказка. Па еве јас веќе во претходниот разговор наш кажав што е проблемот. Ние од дрвото не ја гледаме шумата. Не ја гледаме гората. Значи проблемот е многу јасен. Секој тој кој што се залага за прифаќање на уставните измени, се залагаат луѓе кои што биле долги години соработници со фондацијата Отворено општество, се залагаат почесни конзули, се залагаат луѓе кои што имаат одредени, би рекол, позиции во тој меѓународен сектор, кои што соработуваат долги години со луѓе од надвор и кои што сметаат дека ние не сме кадарни сами да се грижиме за себе, па луѓето од надвор ќе бидат подобри доктори кои што ќе констатираат состојбата на македонскиот пациент. Не треба човек да биде доктор за да знае што го боли. Ние добро знаеме што не боли и тука е целата работа. Сите тие луѓе кои што наметнуваа психологија пред се тие од Отвореното општество, креаторите на шарената револуција, видете, моје мислење, лично мислење, значи сакам да го искажам тука кај вас, до шарената револуција Македонија одеше по еден пат. Како што до рамковниот договор одевме по еден пат, до 2001 година развојот на Македонија одеше во една насока, после рамковниот договор кини се во друга насока, значи ние одевме по асномските корени од 1991 до 2001 година. Значи Асном беше темелот, нормално и пред тоа Илинден, како првиот чекор кон зората на слободата. Но Асном секако со сите негови документи беа на тежината на македонската држава и до 2001 година ние чекоревме по тој асномски пат.
постои рамковниот договор од држава, суверена држава, со определен територијален интегритет, со државна сувереност, каде што постои македонска нација, кохезионен македонски јазик кој што го обединува општеството, национални малцинства кои што постоеа во Македонија и од самото формирање на 2 август 1944 година, тога со друга формулација народности, како што беше во тој друг општествен систем, но сега национални малцинства, ние се претворивме од 2001 година во држава на етнички заедници, која што на некој начин ја негира македонската нација внатре во државата. И не само тоа, со подоцните измени на Уставот 95 година покрај знамето го сменивме и член 49 во тие, не знам, втората или третата алинеја од тој член, каде што се обврзавме дека нема да се грижиме за македонското малцинство надвор од границите на Македонија. Нема таква друга држава во Европа и во светот која што се оградува дека нацијата постои само во границите на државата Република Македонија. Нема друга таква држава. Само тоа сме ние. Значи, она што вели Коцијас дека знаеме дека постои 40.000 славофони во Грција, што ни дава право да се грижиме за нив, нели? Так. Со тоа ние уште од 95 година од декември си го одземавме тоа право. Во Албанија, во Пустец, во Бугарија, Голобрдо, во Косово, горанците, кои што говорат најизворен македонски јазик, исто како и торбешите, во делот на Радика и шкретите од Горна река, и горанците се тој дел на македонско население кои што го говорат најизворниот македонски јазик. Тие горанци, тие македонци во Албанија сега се предмет на асимилација со бугарски пасоши, српски пасоши во Гора, на Косово, бугарски пасоши во Албанија, и тоа мора да се констатира дека на таков начин, после промената на името, сега што се случи и сите овие односи со преговарачката рамка, ние сме доведени, ова е веќе трет круцијален момент покрај рамковниот договор и она што се случува сега, значи трет момент после експост, после тоа што се случи со Преспа и црквата Свети Спас, кај што се подпиша договорот за пријателство, соработка и добрососедство со Бугарија, ние сега веќе не нарекуваат северномакедонци. И тоа се трет веќе, да. И полека. Тоа се се тестови. Да. Нас не нарече северномакедонци Урсула фон дер Лајен, комесари на Обединетите нации. Сега во сите новини читате северномакедонскиот министр за надворешни работи, иако ни се кажуваше тоа ќе биде само одредница за тоа, меѓутоа тоа е веќе северномакедонски јазик. Тоа се веќе работи кои што завлегуваат длабоко во негирање на македонската државност и на македонскиот суверенитет. Ете, тоа е тоа кој што реков три клучни моменти пред рамковниот договор, по рамковниот договор, пред договорите со Бугарија и со Грција и по договорите од пред. Тоа се три различни фази на растежот на македонската држава и истовремено на негација на македонската држава. И ние ако не се пребориме во таа насока да гледаме подалеку на хоризонтот, во идниот хоризонт и да кажеме Македонија за да опстане како држава не може да прифати ревизија на историјата, што е државна историја, ајде да кажеме, не е само на Бугарија, на Турција. Имате вие државна историја на Турција, една битка меѓу Турција и Русија во руско-турската војна, во Москва се прикажува на еден начин, во Анкара се прикажува на друг начин. Так. Ататурк ние го гледаме на еден начин во Македонија, во Грција Ататурк се гледа на друг начин. Значи, државната историја секогаш е цензурирана историја. Земате факти што ви одговараат на таа држава и факти кои што не ви одговараат ги тргате на страна и ги толкувате оние факти што ви одговараат. Значи, не може да дозволиме македонската историја, македонската држава да дозволи да биде вршена ревизија на историски факти, а тоа се вика со протоколот 2. Да. Тука треба да ги смениме брошурите во македонските музеи. Треба да ги смениме плочките на тврдината каде што цар Самуил, она што го имам подпишано во протоколите и во договорот, треба да стои дека цар Самуил е бугарски цар. Тоа ќе биде веднаш од почнување на преговорите, прифаќајќи го билатералниот контекст на преговарачката рамка, веднаш ќе ни се постави
барање од бугарска страна, Бугарија е стара дипломатија, знае каква предност има, ќе ни се постави прашање. Не ги сменивте брошурите во музеите. Не ги сменивте плочките на тврдината во Охрид. Не ги сменивте учебниците за 6, 7, 8, каде што треба да стои дека... На сите артефакти тие ќе најдат. Не ги сменивте паметниците од Втората светска војна, каде што треба заради говор на омраза, треба место фашистички окупатор да стои нешто друго што ќе биде договорено. Заев го брусеше тоа 2013-тата на споменикот на Благој Јанков Мучето, мислам. Каде живееме? Токму тоа се проблемите што мора македонското граѓанство да ги знае. Тука лежи проблемот. Не е проблемот ќе почнеме, па кога ќе почнеме, ако не ни одговара ќе прекиниме. Така не може. Сега пред да почнеме, треба да кажеме овој начин на преговори со нас. Пак ќе кажам, тоа е двоен стандард, тоа е хипокризија голема и тоа не одговара на одредбите на АКИТО, на Европскиот закон, каде што Европа е единство на различности, каде што секој идентитет е ценет, и македонскиот, и македонскиот јазик кој што постои и во Европската енциклопедија и во словенската јазична енциклопедија. И во тој контекст ние така треба да ги гледаме работите и да се бориме за правда, слобода и право, не на политичка интерпретација на одреден премиер, независно како се викал или председател, како што Макрон го стопира нашиот пат, по негово образложение, тие се нели членка на Унијата, не само Франција, Данска и Холандија. Утре може пак Франција со некој друг или Холандија сама или некоја друга земја да каже заради тоа што Македонија не е постапила така во тоа, веднаш да биде повторно предмет на обструкции. Видете, нас не ни дадоа шанса уште 92 година во јануар, кога направивме независноста на државата, во јануар 92 година Европската заедница тогаш донесе резолуција со која што, или декларација, не знам точно каков е наслов, можеби е декларација, во која што Македонија и се советува, односно се дава препорака или се обврзува да го промени името ако сака да пристапи кон зачленување во Европската заедница тогаш. Уште тогаш нас ни беше забетониран патот, уште тогаш почнаа блокадите. И не е случајно што 93-та беше во Обединените нации барањето за формална Југославска република Македонија, не е случајно 95-та промена на знамето, промена на член 49 од Уставот. Потоа не е случајно и упад од територијата на меѓународен протекторат, контролиран од 50.000 војска на Обединените нации, од многу држави, да упаднат буквално нелегитимно терористички групи, кои што самиот Робинсон, генерален секретар на НАТО, првен ги нарекуваше терористички, па смени вокабулар. И потоа се смени, дојде Кристијан Аленпур, новинарката на CNN, и ги нарече rebellions, бунтовници. Сум бил сведок на таа вечера во Александар Палас, кај што изборував на таа тема. И за жал, во македонската држава, во македонската дома, ми беше одзем микрофонот, затоа што тоа беше организација, меѓународен форум, кај што представникот на македонската влада, тоа бев јас, му беше одзем микрофонот затоа што едноставно не ги нарекував бунтовници, туку ги нарекував со името кое што го кажа Џорџ Робертсон. Едноставно тоа е тоа. И ако така и гледаме работите, ќе извлечеме заклучок дека нас не ни е дадена шанса, исто како другите држави, да чекориме по еден легитимен пат, согласно АКИТО, согласно одредбите на АКИТО и согласно тоа што представува, би рекол, институционално чекорење кон Европската унија. Ние мораме да одиме по многу тежок, по многу заобиколен пат, најтрнливиот пат, и затоа треба да бидеме мудри и да сватиме дека лековерност нема, верување во празни зборови нема, потребни се гаранции. Она што го бара Украина од Европската унија и го добива Украина, во многу нешто го добива Украина, треба да го добие и Македонија, затоа што нашиот проблем е многу побенигден и многу помалку чини Европската унија. Украина Европската унија чини многу. Стотици и стотици милиарди. Украина чини промена на начинот на гледање на процесот на проширување. Украина чини прилив на мигранти. Украина чини многу Европската унија. На крајот на криштата разбирливо е дека тоа е безбедносен јакнење на процесот на безбедноста на Европа.
Но ние, како дел од Западниот Балкан, буквално не ја чиниме ништо Европската Унија, никако популација, никако држава, која што од 9 април 2001 година, 25 години чекориме по европскиот пат, имавме 3 скрининга, пред да почнеме преговори за европската, за стабилизација и асоциација договорот, потоа после кандидатското членство, и третиот скрининг кој што покажува повторно дека нашата држава е многу повеќе подготвена од било кој, еве сега говорам, сосед, западно-балкански сосед. Вклучувајќи ги Србија и Црна Гора кои што преговараат од 2012 и 2014. Од 2009 имаме потврда дека сме подготвени да влеземе во Европската Унија. Од 2009. Сега. Пред сите тоа треба да го имаме во предвид Да. и дека нас не ни се дава шанса да чекориме како другите држави и затоа треба да најдеме модус. Тој модус што се бара сега од актуелната влада е единствено исправно гледиште, единствен исправен став како да чекориме ние кон Европската Унија, докажувајќи нашата автентичност, нашата државност, нашата посветеност кон Европска Унија. Оставете ги вие сите овие спуштања дека некој сега блокира Македонија. Македонија е блокирана тогаш кога се прифати францускиот предлог, без визија дека нема да помине како промената на името во парламентот по насилен пат и со методи кои што во најмала рака треба да бидат, реков, веќе преиспитани. Значи, тогаш се блокираше Македонија. Се преценија тогаш, да. Не што се преценија, направија еден вид огромна штета на Македонија, која што пак ќе кажам, за една грешка, велат во нашиот народ, македонскиот народ, мака тешка. Ке треба можеби деценија да се исправи таа грешка. Затоа што Европа бавно реагира. И Европа има принципи, стандарди, Европа е богата и покрај сите критики што има за нив, но Европската Унија се богати земји, Европската Унија прави 20.000 милиарди евра. Европската Унија може да си дозволи да некои земји ги толкува вака или така. За едни земји има ваков аршин, за други земји има друг аршин. За Бугарија Европската Унија 12 години ја држаше замрзната, да не пристапи кон Шенген и еврозоната, затоа што имаат проблем со правосудниот систем, односно со државниот обвинител, сега тоа го наметна Радев. Но, и покрај тоа што Европската Унија знаеше дека бугарскиот правосуден систем е клучниот, би рекол, клучната точка кај што Бугарија не е спремна да почне преговори со Европската Унија. Дека нивниот обвинител е, така велеше Татарчев, обвинител од 1991-1992 година, Господ па јас. Во Бугарија обвинителот беше Господ па тој. Ниту премиер, ниту председател, никој не можеше, тоа беше некој рецидив од социјализмот. Недопирливо. И уште е така. Да. И сегашниот обвинител Сарафов е продукт на таа размисла од пред 36 години во Бугарија, од 10 ноември 1989 година. И затоа токму беше голема победата на Радев, кога тој се зафати дека ќе донесе закони со двотретинско мнозинство, сега веќе ќе го има, со некои коалициони партнери, да направи здрав правосуден систем, кој што ќе значи слобода, право, правда и конечно бугарскиот државен обвинител да биде во рамките на граѓанска држава, граѓанска демократска држава, како што се сите европски државни обвинители во земјите Германија, Франција, Италија, Шпанија. Може и тука заедно да ги правиме тие работи, нели? Бидејќи и нам ни треба такво нешто во моментов кој што стартуваше со новиот државен републички, нели, јавен обвинител Савевски, нешто што придонесе за страшен уплав во редовите на СДСМ и денеска Филипче не ни требало, кажа македонско, ни требало европско обвинителство, па даваше и пример како европските обвинители работеле по соседството, не баре ние кога ќе станеме Европска Унија, тогаш да ни ги решат европјаните на нам проблемите и повторно ние сме неспособните, не можеме сами, затоа што знаат амбасадоре што ги чека сега, да не се лажеме. Доаѓа време за наплата за оние 7 години Арамило, Капашук, Аздис, се што правеа, благодарение на тоа што го кажува ОНС и го сменија името, нели, бенефитот, но мислам дека може и со Бугарија конечно нешто паралелно да правиме, иако независно
вака во нашиот дел, ама сами да си го правиме, не некој како што сакаат, бидејќи ти имаат потреба од некој голем брат постојано да им ги реди работите, таа оикофобија, кај нив е страшна работа, нели, презирот на се што е сопствено и величањето на се што е странско, но време е дојдено малку и да се позанимаваме во сопствениот двор со оној бугарски проблем, тие го имаат поинаков, ние да си ги решиме исто на тоа. Најстрашниот проблем, правосудството. Да. Да. Секако дека кај нас во Македонија пристапот треба да биде друг, Да. но можеме да влечеме искуства. Меѓу другото, една од спојните точки со Бугарија, од мој агол на гледање кажувам, треба да биде исправање на недоследностите во нашиот и нивниот политички систем, правосуден, институционален, Да. каде што можеме, од Бугарија може многу да се научи. Може да се научи во некои други области, посебно во енергијата, атомската енергија, посебно во дигитализацијата, посебно во IT, во вештачката интелигенција, во кол центрите, во датабазите. Бугарија била уште од времето на социјализмот, пред Советскиот сојуз, во времето на Советскиот сојуз и тој систем, Бугарија беше водечка во електрониката. Значи, така и денес, кога ќе отидете во Софија, кога ќе ги видите кол центрите, кога ќе видите националната датабаза, Бугарија и денес водечка во одредени работи. И од нив можеме многу да научиме, кажа во кои области. Атомска енергија, воопшто енергетиката, гасот го имаат гасифицирано цела Бугарија, во делот на еве кажав на одредени проекти кои што тие може да ни ги пренесат, како тие ги имплементират како членка на Европската унија. И тоа треба да биде предмет на разговор. Не треба да биде разговор, јас велам Историјата, да. Да, не, историјата не може да биде политички толкување. Так. И не е предмет на политиката, тоа е наука. Ние имаме научници, Да. немаме научници. Во нашата комисија работат научници. Во нивната комисија работат дипломати. Тројца од нив се врвни, едниот е Ангел Димитров беше тука амбасадор 9 години, Кајчев Наум беше конзул во Битола, лично ги познавам, способни дипломати, способни историчари, но тие повеќе принадлежат на државна функција да. отколку на науката. Или Топалов, исто амбасадор, тоа се кај нас работат научници. И нашиот пристап е строго научен. И затоа треба нашата комисија, нашиот состав на комисијата е многу на некој начин експертски, Митко Панов и останатите со историчари, со педигре. Да не говорам сите Да. кои што се должна чест и почит. Да. И господинот Ванчо Георгиев, и Литовски, и господинот Панов, и сите таму кои што јас не ги знам сите по име и презиме, но тие што ги знам дека се еминентни во својата област, некој за средновековието, како што е Панов, Ванчо Георгиев за историјата на 19 век. Секој посебен, Литовски за народнословителната борба. Сите тоа се луѓе со капацитет, со дигнитет. И тие правилно водат да ги водат разговорите и правилно тие да разговарат во УНЕСКО. Таму е местото. Таму е науката. Значи тоа е таму треба да се разговара. Да. Не е добро политиката да им дава совети на нашите историчари како треба да се менаџира процесот на после тоа нивните препораки во образовниот систем. Тоа не е добро. Не може така да биде. Так. Таа комисија наша треба преку еден вид светски процес е тој, културолошкото обединување на светот, низ различности, да даде сигнали на кој начин Македонија ќе се вклучи во тој мултикултурен сега свет, мултиполарен свет кој што евидентно се раѓа. Ништо не исчезнува без болка, без мака, без проблеми. Она што беше до сега, што постоеше како би рекол хегемонистички поглед на западниот свет кон кој што и ние припаѓаме. Ние сме дел од оној западен свет и западниот Балкан. Ние сме можеби посиромашни, но сме дел како либерална демократија. Во Македонија постои тој модел на либерална демократија. Со повеќе партиски плурален систем, со еден човек, еден глас, заложба на протективната демократска идеологија, со оно што представува слобода на пазарни законитости и на некој начин во совремењето интерференција на државата, регулирање на тоа што представува на некој начин монетаристичката димензија и улогата на монетаризмот во современото светско општество. Но тоа сме ние. Но тој свет е затворен. Сега светот се отвара. И токму затоа ни се потребни повторно
меѓународни тела кои што ќе значат верификација на развојот на светското општество. Значи, западното општество го има предноста, ја има универзалноста на универзитетите од Запад. Кембридж, Оксфорд, Хайделберг, Сорбона, преку Атлантикот, Јейл, Харвард, Џорџтаун. Таа универзитетска супериорност наметна доктрина дека само таа мисла што таму се раѓа е добра. Таа носи прогрес. А не е така. Нобеловци има и од земјите од Јужна Америка, има и од Африка, има и од Азија и може треба се проучи и развојот на Виетнам, развојот на Кина, развојот на Индонезија, на Малезија, развојот на многу други земји кои што докажале дека на Јужна Африка, како успеа Јужна Африка од еден апартхеид да стане една од најбогатите држави во светот, да се гледа начинот како се дига Турција, како се развива Турција, како Турција соработува со Европската унија. И тој начин на согледување на нештата ќе ни даде нас визија како дел од западниот свет, и тоа впрочем одредени лидери од западот го гледаат. Еве Санчес сега беше 5 дена во Кина. Прочитајте му ги говорите во кинеското собрание со кинеските великодостојници за потребата од соработка помеѓу Шпанија и Кина, за потребата од соработка помеѓу Европската унија и Кина. Тоа го правеше Макрон кога беше во Кина, тоа го правеше Мерц кога беше во Кина, тоа го прават сите европски политичари кога одат во Кина. Значи соработката со Кина, соработката со Бразил, со Јужна Африка, утре, верувајте ми, соработката со Русија ќе биде сине ква нон на успешноста на европскиот континент, на сите држави. Двосмерно. Еден пат преку Брисел, друг пат секоја држава, посебно преку Мадрид, Франција преку Париз, Германија преку Берлин, ќе си ги регулира тие односи, почитувајќи ги европските регулативи, стандарди, царини и слично. Но факт е дека тој отворен свет и нас ќе ни даде шанса и ние исто така, без оние блокади. Ја знаете она приказката за патентот во Белград? Нели кога биле македонските, да речеме, представници во Југославија и му ставаат патент на словенецот, тој станува, веднаш реагира со како е тоа можно, му ставаат на хрватот, исто така тој станува на србинот, станува босанецот, црногорецот, македонецот, седнува и не станува. И го прашуваат, па нели те боли? Боли, ама може директива. Да не се повторува тоа сега од Белград, да биде пренесено во Брисел, да биде пренесено на друго место, затоа што истите се луѓето, истите принципот е исти, па може. Тоа сакам да кажам, може, значи не треба да биде директива да не соработуваме на начин кој што нас ќе ни ги отвори хоризонтите. И во делото, јас еве сега актуелно е Радев, се зборува за Радев. Ке зборуваме за него во вториот дел, ке ме извините, мора да прекинеме заради рекламите. Значи, улогата на Радев, односно неговото значење што ќе се случува понатаму, ќе биде дел од вториот дел со амбасадорот Маријан Ѓорчев. Мораме да одиме со кусиот блок реклами, се враќаме веднаш по нив. Останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е амбасадорот Маријан Ѓорчев. Амбасадоре, зборувавме за Македонија, Бугарија, за оние кукавичи јајца што ги остави СДС со кој што се справуваме и ден денеска. Во моментов имаме една нова ситуација во Бугарија, конечно ќе има каква таква стабилна влада Румен Радев. Беше јасно тоа од почетокот уште пред месеци дека тој е фаворитот, така и се случи. За разлика од претходните влади беа многу климави, настаклени нозе ѓоамити, оние на Заев или Ковачевски што беа постојано беа на ивица на паѓање, па и паѓаа. Владите има 7-8 избори во тек од 5 години, чинам така беше пресметката. 7. Така. 7 водрени парламентарни избори. Еве, сега имаме конечно каква таква стабилна влада. Што тоа ќе значи за Македонија, имајќи предвид дека Радев е сепак Радев, оној багаж што го има во однос на Македонија зад себе, што може да очекуваме во однос на Румен Радев и Македонија? Во тој контекст само има една позитивна работа и многу прашалници. Позитивното е дека ќе има Бугарија стабилна влада во следните 4 години. Кога имате стабилна политичка влада, тој и сега може да направи, господинот Радев може да направи самостојно да предложи мандатар. Тој ќе биде мандатарот, се разбира дека тој ќе биде. Има 130 пратеника во 240 домно собрание.
Значи има апсолутно мнозинство. Тоа е прв пат после 97 година, тоа го имаше Иван Костов. И сите добри работи со Македонија се направија за време на Иван Костов. ОДС, Обединените демократски сили. Так. Тоа беше десницата во Бугарија и го победи Жан Виденов. Сега тоа е Радев. Клучната работа за Македонија, добрата работа е дека имаме стабилна влада 4 години, со која што можеме во континуитет да разговараме со нивните министри за надворешни работи, внатрешни работи, европски интеграции да и слично. Да не се менуваат хокејарски како овие претходно. Тоа е првата работа. Втората работа е дека ќе треба да отвориме диалог, тоа е за разлика од претходно Борисов, тој беше во 3 мандати Борисов, 1, 2 и 3 влади. Повеќе тоа беше политички театар, отколку реална искрена желба со Македонија да се разговара. Костов, например, разговараше сериозно. Јас сум одел како член на влада на разговори во Бугарија, сериозни разговори. Но во овој случај Радев мислам дека ќе бидат сериозни разговорите во смисла дека таа стабилност ќе му даде право, ако ние правилно постапиме да отвориме процеси кои што се може да ги отвориме. Јас сум говорил кај вас многу пати со конкретни предлози. Ова можеме, ова не можеме да го прифатиме. Директно. За ова не може да дискутираме. И бараме од вас исто така вие да го спроведете тоа што го имате како врска во Страсбург. Така се разговара во меѓународен однос. Искрено, со почит и со укажување докаде можеме ние да го градиме тој двоносочен македонско-бугарски однос. Но Радев ќе донесе нешто друго за Бугарија, ќе донесе бугарскиот граѓанин, бидејќи излегува 1,5 милиони граѓани му ја дадат довербата. Неговата доверба е неприкосновена и 2016 излегува 1,5 милиони, 45%, и 2021 1,5 милиони и сега пак 1,5 милиони. Зошто? Зошто на бугарите им е доста од олигарси, доста име од корупција, доста име од компании кои што зимаат огромни пари и исчезнуваат од Бугарија. Радев е честен човек, тоа е многу важно. Човек кој што има и во неговата воена кариера, и во неговата политичка кариера нема ниту една дамка. И тоа бугарите ги привлече да гласаат за него. Сега треба да покаже дека неговиот пристап на суверенист, како човек кој што пред се залага за Бугарија, ќе знае да ги чува бугарскиот вредносен систем во однос на тоа што некој централата од Брисел наметнува некакви прашања и отвореноста, она што тој цело време говори, во делот на соработката со третиот свет. Тоа е Кина, тоа е Русија, тоа е Јужна Африка, а Бугарија тоа го прави. И пред Радев, министри бугарски, па да не кажам десетици, беа во Кина за соработката во енергетиката, во соработката во новите системи, во IT технологијата, во сето што представува модерен европски систем. И мислам дека тука ние со Радев имаме една шанса барем да знаеме докаде сме, какви намери имат бугарите во иднина и ќе бидеме јасно, без политички манипулации, ќе имаме чист одговор на наше јасно поставено барање. Ние ова што го можеме да го направиме до тука, да видиме вие што можете да направите. Сето ова се случува кога очите на светот се вперени кон Иран. Повторно преговорите ги има, ги нема, денеска завршува рокот за преговорите, па ќе продолжат ли со преговори, дали ќе продолжат со војна. Целата приказка е поврзана не само со човечкото во луѓето и она што го гледаат, туку и со енергетиката, особено зборуваме за горивата, нели, сето она што може да го направат. Тие денеска пристигнаа првите танкери кои што беа последните што излегоа како што треба од румускиот теснес, сега пристигнаа, ама други во меѓувреме многу немаше, така што кризата да видиме дали и како ќе се одвива. Што очекувате на Блискиот исток да се случува? Блискиот исток е ние сме предворје на Европа и најблиско до Блискиот исток. И нас многу не засегува што се случува. Прво да гледаме географски. Да. Ние сме многу поврзани со тој свет и во тој контекст треба да бидеме многу загрижени, затоа што едно е енергетската ситуација во светот, меѓутоа сето тоа што се случува, што може да се случи како мигрантски бран кој што може повторно да заплисне Европа, а ние сме единствена континентална врска со Европа, нашиот Балкан. Да, постои Гибралтар, ама тоа е водена врска преку Мароко. Постои преку Сицилија, нели, тој дел од земјите од Магреб и од Либија да одат во Италија, но ние сме единствена континентална врска. И тука е опасноста. Но Иран, како држава која што има вековна историја, 1000-вековна историја, во судирот со Соединетите американски држави и Израел покажа една негување на доктрина
која што јасно упатува дека не може повторно еден хегемонички пристав да ги реши проблемите во светот. Иран покажа дека може да брани својата држава и покрај сите проблеми, дека има аргументи да укаже на големите држави, несомнено дека Соединетите американски држави се најсилна држава во светот и по економски и по воени показатели, но покажа дека е спремен да разговара со Соединетите американски држави на начин кој што мора да се почитува нивниот државен суверенитет. И при такви услови, какви што владеат, каде што постои една, би рекол, страшна ситуација во земјата, уништена инфраструктура, уништени енергетски објекти, уништени болници, уништени многу, да не кажам, суштествени работи да живее државата. И тие, видите, не се согласуваат да прифатат нешто што им би го нарушило нивниот државен суверенитет. И тука треба да се бара сега повторно улогата на тој нов мултиполарен свет, на другите чинители во светот. Тука треба да се бара сега улогата на Кина, тука треба да се бара медијацијата на Русија, тука треба да се бара медијацијата на Бразил, на Турција. И таа медијација треба да помогне од овој конфликт светот да изделе покомпактен, да се свати дека едно жариште, кое што е Ормузскиот канал, утре може да биде Малајскиот канал. Тоа е таму исто 5 до 30% се движи преку Малајскиот канал, цела Азија, Виетнам, Индонезија, Малезија, Јапонија, Тајланд, сите тие таму се зависни. Значи, тука се работи во битката меѓу Соединетите американски држави, Израел од една страна и Иран од друга страна, не се работи само за на некој начин безбедносни прашања. Тука се работи и за идеологија, тука се работи и за верски конфликт, тука се работи и за нешто суштествено. Кој има право утре да располага со нуклеарно оружје? И зошто треба некој да располага со нуклеарно оружје? Како да се изврши утре денуклеаризацијата во светот? Значи, тоа се многу осетливи прашања. Дали Израел има нуклеарно оружје? Или нема нуклеарно оружје? Ако Израел има, зошто Израел има, а не е регистрирано? Да. Значи, тука се проблемите. Што значи окупацијата на Јужен Либан? Што значи окупацијата на делото Гозли со рамнина во Сирија? До каде може да оди одбранбената стратегија, превентивниот напад, за да се осигурам себе си? Тука се отварти прашањето на Газа, на Западниот брег, прашањето на двете држави од Осло, договорот помеѓу Палестина, меѓу Јасар Арафат и израелскиот премиер, мислам, Барак беше. И во тој контекст, тоа Иран, судирот овој Иран отвара многу дилеми и се покажува нуждата, по моја гледна гледање, од мултиполарниот свет. Зошто? Например, тие држави од Блискиот Исток, Катар, Обединените арапски емирати, Саудитска Арабија, произведуваат азотни џубрива 30% од светското производство, светските потреби. Замислете сега на пролет, кога треба да фрлите, ние ги имавме НПК, имавме наша азотара во Велес, тоа е неопходно за храната на растенијата, пред се за пшеницата, пченката, за овесот, за јачменот, за сите продукти. И ако тоа го немате сега, че светот ќе има не само енергетска криза, ќе има криза во храна, и сега тука е можноста за интервенција и сојузништво на големите сили пред се да се повикани. Тука е разговор нужен, кој што ќе биде во меѓу Си Џинпинг и Доналд Трамп. Нужен е повторен енкоридж меѓу Трамп и Путин. Нужен е разговор меѓу Да Силва и Бразил и Соединетите американски држави. Индија да не ја заборавиме. Индија, не Андромори, треба да не ја заборавиме. И нормално европските лидери, Франција, Италија, Британија, која што не е дел од Европа. Но факт е дека тоа бара ангажирање на целиот свет. Стеснувањето на решавањето на конфликтот само на тесен интерес, би рекол тесен интерес, интересот на Израел или интересот на Иран и интересот на Катар, Емиратите и Саудитска Арабија нема да донесе решение во светот. Значи мора, односно, јас веќе реков на почетокот, секој умирен свет, кога се распаѓаше Советскиот сојуз, кога се распаѓаше Југославија, умре еден социјалистички свет, умре со болки, умре со Чеченија, со Абхазија, со Јужна Осетија, со битките во Хрватска и Босна. Така и овој свет сега, хегемоничкиот свет, кога на некој начин се соочува со својата безизлезност,
Не може како понатаму, при постоење, кажав, на кои држави, на Кина, на Виетнам, на Русија, на Јужна Африка, на Бразил, на такви огромни земји, на Индонезија на крајот на краиштата, на Филипини, на Јапонија, значи при таков свет, значи вие мора да сите учествуваат заедно и се повторно се јавува потреба од нов меѓународен регулатор за екнување на Обединетите нации, можеби на нова матрица, на нови стандарди, на нови би рекол услови. И тука е решението за светскиот мир, за добрата енергетска состојба, за добрата состојба производство на храна. Не може да се сведе светот веќе само на еден хегемонички пристап и само некои земји да решаваат, кои што представуваат само 10% од светската популација, а другите 90% кои што живеат во другите земји да молчат, да трпат и да гледаат. Ете, тоа е тој мултиполарен свет кој што мислам дека ќе донесе, ќе се роди во светот за следната веќе деценија и во кој што ние ќе бидеме принудени да живееме и како суверена држава, но и како, се надевам, членка на регионални сојузи како што е Европската унија. Ви благодарам што бевте мој гости. Благодарам за поканата. Ми беше чест. И мене исто така. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.